Третата панел дискусија во рамки на проектот Граѓаните и медиумите го озеленуваат поглавието 27 се одржа во Виница. Се разговараше за регионалното справување со цврстиот отпад и предизвиците со кои се соочуваат и граѓаните и институциите на овој план. Организатор на настанот беше граѓанското здружение Медија Плюс од Штип во соработка со радиото Канал 77 и Медија for EU, а присустваа представници од невладиниот сектор, како и од комуналните предпријатија и од општините Виница, Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. Првичната идеја беше да ги чуеме пред се граѓаните колку тие се запознаени со поглавието 27, кои се обврските на општините, пред се во делот на регионалната фабрика или депонија која што треба да се отвори еден ден во Свети Николско, колку се подготвени општините за истата депонија, докаде е поставката со претоварните станици, како се справуваат со отпад, и можевме да заклучиме дека не постои баш некоја голема координација, постои недостаток од кадар во помалите општини, постои недостаток и во делот на контенери, возила и се оно што е потребно за да се справува со отпад. Се уште можеме да кажеме дека и ниска свест кај граѓаните пред се во делот на сепарирање на отпадот, во делот на нејната класификација, бидејќи знаеме дека максимум 60% од отпадот треба да завршува на депониите. Очигледно е дека мора да продолжиме и понатаму да работиме, меѓутоа и да побараме пред се и како граѓански сектор институциите да бидат потранспарентни, да бидат поефикасни, затоа што справувањето со отпад не е само поглави за кое преговараме, тоа е насушна потреба, основна потреба на граѓанинот и од тоа зависи квалитетот на неговиот живот и здравјето на неговите семејства. Од средбата ќе бидат подготвени заклучоци што ќе им бидат доставени на носителите на одлуките, за да има поефикасни институции и потранспарентно нивно работење. Поглавието 27 е дел од преговарачката рамка за пристапување на Македонија кон Европската Унија. Содржи преку 200 правни акти кои опфаќаат хоризонтална легислатива, квалитет на водата и воздухот, управување со отпадот, заштитата на природата, контрола на индустриското загадување и управување со ризик, химикалии и генетски модифицирани организми, како и бучава и шумарство. Проектот Граѓаните и медиумите го озеленуваат поглавието 27 е финансиран од Европската Унија, спроведуван од Евротинк во партнерство со Европската асоциација за локална демократија АЛДА и Балканскиот институт за регионална соработка БИРЦ. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.